Добре дојде за Здравко Савевски, левичарско движење Солидарност, иако сите ве доживуваат како лидер всушност, но немате таму избран лидер, сите сте еднакви, сите сте членови. Да, значи добар ден и од мене. Да, значи левичарското движење Солидарност е хоризонтално поставена организација со цел дополнителна демократизација за да се спречи да некој ја злоупотребува моќта. Тоа е поентата зашто ние сме хоризонтално организирана организација. Но доколку бидете трансформирани во партија, поинаква ќе биде тогаш ќе оди вертикално, предпоставам, таа хиерархија, но за тоа подоцна ќе говориме. Денеска бевте во Уставен суд, господине Савевски. Идејата е да се однесовте представка за законот за задолжително здравствено осигурување. Се работеше претходно, имаше случај на 15.000 здравствено осигурани лица кои биле тужани. Можете ли објасните за што станува збор? Да, значи сето ова има предисторија која заврши со тоа што Фондот за здравствено осигурување минатиот месец поднесе кривични пријави кои може да завршат ако се позитивно решени со затвор на 15.000 луѓе. Да, луѓе кои ни криви ни должни ќе треба да одат в затвор и затоа се уплаќале здравствено осигурување. Според Фондот за здравствено осигурување за некои ситни пари на луѓе кои ги немаат треба да додат во затвор. И тоа беше мотивацијата зашто решивме да ја поднесеме оваа представка. Она што при копањето на материјалите го дознавме дека има неколку чудни работи кои се случувале. По представка на Движењето за социјална правда Ленка, Уставен суд во ноември 2012 година го укина законската одредба според која треба да докажуваат невработените лица преку давање изјави до Фондот за здравствено за своите приходи и беше посочено дека државата треба тоа да го направи преку управата за јавни приходи. За само 2,5 месеци собранието донесе измена на овој закон за придонеси од задолжително социјално осигурување во која ја поништува одлуката на Уставен суд. Нешто што во една демократска земја не смее да се случи. Донесе измена на законот кој само козметички ја менува одлуката на Уставен суд. И власта го изгласа. И нормално тоа беше изгласано од страна на собранието. И сега ние фактички го спориме ова нова одредба од јануари 2013 која фактички е старата одредба која Уставен суд ја веќе ја укина. Добро, имате ли верба во Уставен суд дека би донел поинаква одлука од онаа која се носи во парламентот? Ова е доста добар тест за Уставниот суд да покаже... Многу тестови имал, господине Савевски. Да, но овој тест е можеби доста важен тест, бидејќи Собранието на Република Македонија го девалвира со својата одлука во јануари 2013 година Уставниот суд. Уставниот суд не покрена самиот иницијатива да ја врати својата одлука и ние му даваме шанса тоа да го направи. Ако ја одбие ова наша представка, тогаш не само што ќе им наштети на невработените лица, на социјално загрозени луѓе, туку ќе девалвира сопствена одлука која има донесена. И веднаш тоа ќе го наметне прашањето, ако Уставниот суд самиот себе си се девалвира, самиот себе си не си застанува во одбрана на своето достоинство наспроти Собранието на Република Македонија, колку граѓаните можат да го ценат и да имат доверба во неговата правичност, штом тој само по 2 години носи одлука која е спротивна на самиот себе. Добро. Колкава е вашата моќ, велите, вашата верба во Уставниот суд допрва ќе биде ставена на тест, но колкава е вашата моќ да влијаете генерално во општеството? Ако знаеме дека најголемото разочарување околу Солидарност, околу синдикатот, всушност беше генералниот штрајк кој беше најавен на голема врата и всушност доживеа дебакл. Да, тоа е малку поопшто прашање, значи колкава е вербата општо во институциите и во сопствената моќ? Не е општо, воопшто не е општо прашање. Не се реализираше штрајкот.
Мислите на СОНГ? Да, мислам на СОНГ, за тоа говорам. Повторно, прашањето е отвора прашање колкава е нашата доверба во институциите на системот и колкава е нашата верба во сопствените сили. Значи, првата работа, очигледно е во последно време дека нагло паѓа, заслужено, довербата на граѓаните во институциите. И ние, во левичарското движење Солидарност, не сме сосема сигурни дека ќе ми понемине представката до Уставен суд, но не бидејќи не е правно заснована, значи ние ги темелевме аргументите врз аргументите на Уставен суд кога го да донесе собствената одлука. Но, бидејќи беа зафатени голем број на граѓани со ова, и бидејќи е толку очигледно, бидејќи треба да Уставен суд позитивно реагира, решевме да ја поднесеме, а не дека премногу сме убедени дека правично ќе суди Уставен суд. За второто прашање кој е многу клучно, значи колкава е нашата верба на граѓаните во сопствената сила. Тоа е голем проблем и граѓаните не си веруваат самите во себе. Граѓаните на Република Македонија обично сакаат некој друг да им ги среди проблемите со кои самите се соочуваат. И го чекаат тој спасителот, месијата, кој ќе земе да се ангажира во нивно име за нивно добро, а тие да си седат настрана со помал ризик, со најмал ризик што е можен и да си ги терат своите лични работи. Едноставно граѓаните можат да сфатат дека тоа е можеби најповолната опција за нив, ама не е остварлива. Така што треба малку самите да се ангажираат повеќе во сите оние сфери кај што мислат дека се загрозени. Без тоа, работите нема да се подобра, туку напротив ќе се влошува. Да, но граѓаните сепак мора да се потпрат на некаква организација, на некакво движење, значи тие да бидат организирани за да очекувате да влезат да одат, да ги рушат барикадите, односно да влезат во штрајк, во демонстрации, во протести, сами од себе да излезат од дома, само иницијативно секако дека тоа не би било можно. Не би било можно, би било потешко, дефинитивно. Значи, потребно е некој да ги организира, да ги мобилизира тие луѓе. Спонтан револт, масовен револт кој буквално излегува спонтано, да речеме. Така што тоа не може да се претпостави кога и зошто ќе се случи, но не може да се исклучи како можност. Но дефинитивно, ако сето тоа е организирано и канализирано, може да биде далеку по-успешно ако биде така. Еден од големите проблеми тука е што граѓаните се учени на недоверба кон секој оној што би сакал да предводи, бидејќи секогаш претпоставува дека тој излегува да ги предводи со цел лична корист. Да ја приграби власта. Да ја приграби власта за своја корист. И по тоа да им го сврти грбот и тие се раководат веројатно на претходното искуство. Да. И затоа не треба да дојде до избрзување од било кој што сака да биде предводник со честни намери. Значи, прво мора да докаже дека тој е на страна на граѓаните, дека работи на страна на граѓаните без некоја лична корист. Значи, например, ние поднесувајќи представка до Уставен суд, значи никој од нашите членови не е загрозен материјално со кривичните пријави на Фондот за здравствено осигурување. Но ние решивме тоа да го направиме бидејќи 15.000 граѓани, социјално загрозени граѓани, се зафатени од овој проблем и може да завршат затвор. 1000 души социјално загрозени да завршат затвор е голем неуспех, голем удар на социјално загрозените граѓани. Говорите за разочараност на граѓаните, за цинизам, апатија, кога говориме за политичките партии, за недовербата, всушност и на партиите, и кон лидерите од страна на граѓаните, и токму заради тоа и промовиравте идејата за ваша политичка партија. Да, значи, може, не мора да имат партиски представник граѓаните, може отпорот да се прикажува и преку спонтан револт од страна на граѓаните. Кога тоа ќе се случи и зашто може да се случи, не може никогаш да се претпостави, но може тоа да се случи и не е нужно да имат некој организиран
представник граѓаните кога ќе го изразуваат својот револт. Да, но нормално неопходен политички активизам се разбира ако сакате да ги промените работите во нормално општеството. дека мора да се проба и организираната проба на канализирање на незадоволството кај граѓаните кое реално го има. И овој момент е релативно поволен за тоа. Добро, и кога? Кој е тој момент? Кога ќе се случи формирање на таа партија? Значи, она што ние не ќеме да го направиме е да избрзаме. Меѓу другото, избрзување е баш поради тоа голема недоверба на граѓаните и цинизам кон оние што сакаат да ги представуваат нивните интереси. Бидејќи штом се појави некој, одеднаш предпоставуваат луѓето дека тој сака да дојде на власт поради некоја лична причина, а не за да се бори и да ја користи власта во корист на сиромашните. Значи, единствено користење на власта не мора да биде во личен интерес, туку во интерес на широките народни маси во најдобрите традиции на левичарската Не сте првиот лидер кој најавува дека власта не значи дека ги приграбува сите моќи. Тогаш кога ќе дојдете, кога ќе добиете власт, тогаш ќе покажете дали сушност на вистина сте го мислеле тоа или било само празно ветување. Таа е причината што е зашто ние не ексклузивното ќеме кај вас. Затоа ние не ќеме да изврзаме со формирање на политичка партија. Значи ни треба малку поголема поддршка од граѓаните, поголема убеденост дека ние не сме како и сите исти, Сите да речеме тврдат што дека не се исти. Да, и сите, и повторно се вртиме во тој круг. Да, е премногу долга. И секогаш не му даваме шанса на луѓето кои тврдат дека нешто поинако ќе направат и се затвораме во опциите кои досега ги имаме и кои очигледно никого не го задоволуваат. Да речеме, значи имаме еден од најголемите парадокси во Македонија е што мнозинството од населението се и против ги неќат и ВМРО и СДСМ, а на крајот сепак гласаат или за ВМРО се принудени или за една или за друга партија. Значи не сме прво што е прави разликата дали ние во овој момент имаме формирана политичка партија или тоа е да речеме по една година или година и пол. Ние делуваме во корист на сиромашните. Нема обесправените, понижените, не се само сиромашните. Да. Значи не сме да се избрза работата, треба да што повеќе луѓе кои не сакаат само да кукаат, туку да пробат да ја променат општеството, да влезат во нашите редови, да бидеме посилни, па после тоа да испадне. Левичарското движење Солидарност не е некоја си невладина организација која ајде се собравме и ќе правиме нешто, ќе се дружиме. Значи е политичка организација. И немојте со таков цинизам, ќе навредливо звучи кога говорите така за невладините. Добро, тоа е забелешката делумно е оправдана, но често дури и самите невладини организации се држат настрана од се она што е политичко прашање, добар дел од нив, не сите, и отворање на прашање, например на абортус, што е многу важно прашање, е истовремено и политичко прашање. Кај нас еден од проблемите е тоа што значи се политичко што е се мисли дека е партиско. И тука треба и самите невладини организации повеќе да инсистираат на својата политичка димензија, различна од партиска димензија, за луѓето правилно да сватат дека едно здружение на граѓани не мора нужно да се занимава со одгледување на цвеќе, не дека одгледување на цвеќе. Но и одгледувањето на цвеќе е политичко прашање, што и воздухот што го дишеме и водата која пиеме, се е политика. Денеска имаше текст, не знам дали го видовте во Дневник, во денешен Дневник, кој се однесуваше на законот за лустрација. Томе Аџиев, председателот на лустрацијска, најавува дека ќе бидат преземени мерки од страна на Државниот инспекторат за работа, во кои се однесуваат на случаи кои се веќе лустрирани, како случаи и примери во Дневник се дадени професорот Љубомир Фрчковски или академик Иван Кантарџиев. Околу Кантарџиев Владо Камбовски, првиот човек на МАНУ, вели дека е надвор од Македонија, не може да дава никакви коментари, додека околу случајот на Фрчковски, според толкувањето, образложението на деканот направен Борче Давидковски, зошто всушност не е покренат никаков, нема никаков направено потек против професорот Фрчковски, е дека не станува збор за јавна функција, туку тој извршува јавна дејност. И не може тоа да се
изедначува. Да, значи илустрацијата во Македонија се користи за политичка пресметка со неистомисленици и очигледно и тоа е очигледно. Значи ниту еден човек кој е близок до ВМРО ДПМН или ДУИ не е вклучен во лустрацијскиот процес. Како тоа само луѓе кои не се блиски до ВМРО ДПМН. Имаше, мислам дека и од ВМРО, но не беше висок функционер, се разбира. Тоа тешко дека ќе помине или па ќе помине со одредена... Значи, очигледно е користењето на лустрацијата како пресметка со политичките противници и тоа е алатка за закана за секој интелектуалец во сепак постари години, дека ако не се нареди во редот, може да биде и тој некој што ќе биде осуден на отстрел. Па дури може да се случи да тој бил лице кое било шпионирано, па да биде кажен дека тој е оној што шпионира. Така што за голема жал лустрацијата стана политичка алатка во пресметката на власта со неистомислениците и тоа може да стане уште по-силна алатка на власта понатаму. Да. И околу алатките, вие како професор на ФОН пред некој месец алармиравте дека ќе добиете отказ, дека отказот е практично ви е врачен, но потоа беше демантирано од страна и на собственикот на ФОН. Да. Што се Она случува? што мојот случај со давањето на отказ го покажа две работи. Прво, дека ако човек реши да се бори за своите права, може да ја добие битката. И тука има една многу добра изрека, синдикална изрека која мора да се знае. Ако се бориш, можеш да изгубиш. Ако не се бориш, веќе си изгубил. И значи борбата не значи неуспех по дефиниција. Ако некој навистина сака да се бори. Мојот случај покажа дека во рок од 3 дена мора да си го повлекуваат зборот веднаш, значи инстантно. И втора работа, иако ситуацијата со медиумите кај нас е доста лоша, мислам, ние сме невидено назад на ранкингот за слобода на медиумите, сепак ја покажа моќта на медиумите, бидејќи без медиумите и медиумската реакција јас нема можев да издействувам тие да ретерираат во својата одлука. Тоа е вашата, така што, да. Така што и тоа покажува дека исто борбата не е залудна и дека моќта на медиумите сепак не смее да се потцени во Македонија. Тоа е вашата вистина. Она што беше кажано како вистина од страна на собствениците, дека никогаш не би бил врачен отказ, ниту пак најавен. Значи тоа секој, само ако малку поразмисли на темата, би сватил дека е тоа доста само измислица, бидејќи ако јас, да речеме, сум измислил дека сум добил отказ, тогаш штом јас веќе сум го измислил тоа, што ги спречува нив да ми дадат и на вистина отказ, бидејќи ако јас сум измислувал нешто против ФОН, тоа е баш основа мене да ми дадат отказ, сосема оправдано, да речеме, а тие не ми дадоа отказ. И сега ако не е тоа така, ако тие не ми дадоа отказ, иако јас сум тврдел дека сум добил отказ, тоа што кажува дека тие не се во право. Добро, и кои се следните чекори на Солидарност? Тука беше еден од членовите на Солидарност, професорот Горан Јанев, кој јавно кажа дека не се вклучува како во идната политичка партија. Кои се идните чекори сега како движење после ова врачување на представката во Уставен суд? Значи, тоа си е и интерни дискусии и општо во граѓанскиот сектор една дилема. Значи, ние не сме, во принцип, луѓето кои се вклучени во граѓански сектор, не се замислуваат себе си како носители на политички и партиски функции. И сепак треба сето тоа да созрее, да луѓето се видат као такви, бидејќи кај нас во граѓанскиот сектор политичарите се перцепирани како алчни луѓе кои трчаат по моќ. И сега прашањето е не ги заборавајте парите. И сега дали тоа и ние ако се вклучиме во политичката сфера, тоа нас ќе не расипе нужно. Да речеме и затоа таа дискусија мора општо во граѓанскиот сектор
да се направи и да созрее ситуацијата. И затоа викам не смее да се избрза. Созрели ли сте вие како еден лидер на политичка партија? Тоа самата практика ќе ја докаже. Што ви говори вас досегашната практика, искуството? Она што мене во крајна линија ми го кажува и разумот и срцето е дека јас имам желба да се вложам во борба за правата на социјално загрозените, за работниците, и тоа доаѓа да се докаже. Политиката е нечесна игра, може тука имате волци кои сакаат да ве растргнат, но она што е клучниот адут морате да го имате народот во таа ситуација позади вас. Ако има сомневање кон нас сите дека ние сакаме да се вклучиме во политиката за крадеме, тогаш од старт ние нема да се вклучиме, бидејќи да вложуваш напор за нешто, за да поможеш на некого и на крај да завршиш со негативно мислење за себе, после ќе си го поставиш прашањето зашто тоа да го правам. Така што Добра, има ли политичари кои како волци ве растргнале или би сакале да ве растргнат до сега? Па не, и тоа е, да речеме, во одредена база безбедноста на граѓанското делување, бидејќи не сте им преголем проблем на власта. Додека ако станете политичка партија, тоа автоматски заканата тогаш предстои. Да. Така што и сето тоа мора да се надмине во граѓанскиот сектор како проблем за да можеме ние да одиме еден чекор понапред. Така што повеќе работи се вклучени во овој план, она што дефинитивно е факт е дека без разлика дали Солидарност или Левицата ќе премине во политичка партија или не, секогаш ќе биде на страната на сиромашните и невработените и сите социјално загрозени луѓе. Благодарам што бевте гости.